Знаете ли што заборавивме, дечки, другари и другарки? Што? Заборавивме да се дезинфицираме. Токму така. Ова не треба да се заборава, бидејќи Благодарам, денеска, во ова време, не време, најбитно е да се дезинфицираме и да си ги миеме своите раце. Така и да го чуваме нашето здравје. Така. Така, можеме да продолжиме понатаму? Можеме. Продолжуваме со следниот час по македонски јазик, наставна единица предание, легенда и мит. Ова е предвидена наставна единица за учениците од 7 оделение. Кои се целите или што учениците ќе научат во текот на овој час? Ќе научат што е легенда, што е предание, што е мит. А со тоа автоматски ќе стекнете, драги ученици, способност и умење да можете да ги пронајдете белезите и особеностите во прочитаните текстови. Тука имаме две слики. Драги ученици, внимателно погледнете ги и потрудете се да препознаете за кои места од нашата земја станува збор. Да видиме првата слика. Што мислите? Дали можеме да предпоставиме за кое место станува збор? Можеме. Да. Првата слика е Охрид. Охрид. Браво, Марија. Втората слика за кое езеро? Тоа е лесно. Во Македонија има само еден остров, Така. односно тоа е островот, како се викаш островот? Во Преспанското Во езеро. Преспанското езеро. езеро. И Така, се наоѓа во Преспанското езеро, тоа не е одговорот. Тоа е Преспанско езеро. точно. А сте се запрашале ли некогаш како настанало Охридското езеро? Дали некогаш сте слушнале некоја приказна од вашите баби и дедовци за настанувањето на овие езера? Или како Преспанското езеро го добило своето име? Јас сум слушнал за Охридското езеро една легенда за Лихнида. Така, Дали е точно? да. Поред и Сега јас ќе ви раскажам накусо. Ајде. едем. Како настанало Охридското езеро? Многу одамна, пред многу години, во Охрид имало некое изворче кое што се наоѓало сокриено во бунарот. Охриѓани често пати наутро оделе да си налеат вода од бунарот. Меѓутоа, бунарот имал капак кој што постојано требало да биде затворен. Зошто? За да не се излее водата од него. Меѓутоа, еден ден, една млада невеста пошла да си налее вода. Меѓутоа, изумила да го затвори капакот. Следниот ден, охриѓани, кога отишле да налеат вода, што ќе видат? Целото поле било преплавено со вода и се претпоставува дека Охридското езеро настанало токму така. Меѓутоа, ова е само приказна. Да, дали е вистина? Да. Понатаму ќе разговараме за тоа. Да видиме Преспанското езеро како го добило своето име. Некој си преспал таму на тој островот и И така и настанало. рекол тоа е вие ги преспав, нека се вика Преспанско езеро. Постои една приказна која што вели. Многу одамна, уште во владењето на цар Самуил, кој што имал своја ќерка, таа се викала Преспана. Таа била многу убава и храбра девојка. Знаете ли кој бил противникот на цар Самуил? Византискиот цар Василий. Василий, точно! Кога слушнал Василий за убавата и храбра Преспана, посекал да ја побара незината рака. Меѓутоа Преспана сепак не се покорила пред противникот на својот татко и се фрлила во езерото. Ау. Така, ова езеро го добило името Преспанско езеро. Многу се. интересно. Да размислиме. Колку се веродостојни информациите за настанувањето на Охридското езеро? Дали навистина Охридското езеро настанало со излевање на еден извор? Што мислите? Па ние можеме да претпоставуваме колку што сакаме, но сметам дека нема да знаеме точно
дали така настанало, односно според таа приказна? Бидејќи сигурно има уште многу. Овие приказни што сега ви ги раскажав се создадени од народот. Така е. Така е. Тие се народни приказни и немаат автор. Па често пати народот знаел да внеси и фантазија. Првата приказна можеме да ја разгледуваме преку клучот на фантастичното. Меѓутоа, онаа втората, каде што ни се внесени историски личности. Кои историски личности ги споменав? Самуил, цар Самуил и неговиот противник противник. Василий. Така, можеме да ги разгледуваме преку клучот на реалното. Зошто? Затоа што тие навистина постоеле. Така е. Кога ќе направиме споредба на овие две приказни со помош на овој Венов диаграм, поставуваме две множества. Првото множество ни е легенди, второто множество ни се преданија. Она, првата приказна што ја раскажавме за настанувањето на Охридското езеро, ни е легенда. Во легендата имаме фантастични елементи. И во легендите вообичаено се раскажува на фантастичен начин за создавањето на светот, создавањето на природата, создавањето на звездите и така натаму. Во второто множество, кое што го именувавме како преданија, велиме дека го користиме, го применуваме клучот на реалното, преку внесување на настани и личности од историјата. Така. А можете ли да се сетите на, ќе ве навратам некаде во наназад, можеби неколку оделенија, што ни представуваше овој пресек? Што наведувавме ние во пресекот на две множества? Наведуваме заеднички работи и различни работи. Така, заедничките карактеристики. Заедничките карактеристики на легендите и на преданијата се тоа што и едните и другите се создадени од народот и се куси епски творби. Така е. Одиме понатаму. Дали легендите, затоа што некои порано луѓето не можеле да си објаснат некои поими и појави, тие си направиле нивни измислени приказни и си ги пренесувале од колено на колено и така настанале легендите, веројатно. Точно. Сега ќе погледнеме понатаму. Верувањето на старите Словени, некаде во периодот на 6-7 век, може би сте учели историја, словените биле многубожци, пагани. Што значи зборот многубожци? Верувале во повеќе богови. Верувале во повеќе богови, точно. Старите Словени верувале во надприродни сили, надприродни појави, верувале во многу богови. И на тој начин секој народ си создал своја митологија. Врховен бог на старите Словени бил богот Перун. Еве го, овој тука на сликата. Ова е божицата Весна, а честопати знаеле и да принесуваат жртви на боговите како начин на заштита од страна на богот. Или кога се молеле, не знам, Или кога се принесувале молеле, така. жртва за да заврне. И сметале дека боговите Имало се суша. тие кои што ги држат конците во своите раце и управуваат со светот и со луѓето. Така. Да. Сега, дали сте слушнале за зборот Пандорина кутија? Може би сте слушнале во разговор, сте слушнале во медиумите, сте прочитале. А јас сега многу кусо ќе ви ја раскажам приказната за Пандорината кутија. Ајде да ве чуеме. Многу одамна богот Зевс одлучил да богот Зевс одлучил да го создаде светот. Таа наредба ја дал на Прометеј со тоа што му рекол да ги создаде луѓето. Што направил Прометеј? Почнал да ги создава луѓето, меѓутоа ги создал како полубогови. Богот Зевс, кој што е познат од античката митологија како врховен бог, не му се допаднал тој начин на создавање на луѓето, па наредил на неговиот син Хефаст, кој што бил ковач,
да ја создаде жената, односно да ја искова жената. Хефаст исковал една прекрасна жена која што ја именувале Пандора. Меѓутоа Пандора кога правила свадба, дошол на незината свадба и богот Зевс. Тој донел една кутија, меѓутоа ја предупредил: никогаш да не ја отвориш. А зашто? Ќе видиме. Ќе видиш зашто. Ајде. баш ме Меѓутоа, интересира. вообичаено и вие децата знаете да бидете многу љубопитни. И кога ќе ви кажат не така, од љубопитство нешто сакате да направите, па тоа го сторила истото и Пандора. Не ги послушала зборовите на Зевс. Посакала да дзирне, да дзирне што има во таа кутија. И ја отворила. Меѓутоа, што излега од кутијата? Излегла сета лошотија и сета болести го преплавила целиот свет. Посакала да ја врати. Меѓутоа било доцна. Сега. Што можеме да заклучиме од оваа приказна? Имаме присуство на богови. Боговите се исто така фантастични суштества. Да. Така, во овие приказни во кои што ги внесуваме боговите, самовилите, змеови, джинови, полубогови, и сето тоа се интерпретира на еден фантастичен начин, ги нарекуваме митови. Постои некоја класична поделба на митовите, од која што ние ќе наведеме само неколку. Космогониски, кои што самиот збор не асоцира космос, за настанувањето на светот. Теогониски, Тоа е теологија, така, тоа е за религија. настанувањето, за раѓањето на боговите, и луна, Луна месечина. месечина за настанувањето на небесните тела. Така е. Да. И на крај, за Заклучок. нашите драги Домашна ученици, имаме домашна задача. Со примена на интернет алатка. Меѓутоа, доколку немате интернет дома, прашајте ги вашите баби, дедовци, сигурно ќе ви раскажат некоја легенда, некое предание. Прочитајте една легенда, едно предание и еден мит, а потоа најдете ги фантастичните елементи во легендата и во митот, а издвоите ги историските личности кои што ги пронајдовте во преданието. Јас се надевам дека овој час ви беше интересен и дека научивте многу нови работи, така? Да. Ви благодарам, деца, имајте убав ден и чувајте се. Ви благодариме на вас, одиме со джингл. Не продолжуваме со следните часови.